Здраво, ова е 115-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Guns Akimbo на Джейсон Ли Хауден, во кој станува збор за Майлс, глумен од Даниел Редклиф, кој работи како гейминг девелопер, кој е реклусивен, заглавен со неисполнителна работа, заљубен во девојката Нова. Тој открива дека постои онлайн заедница која ја игра Скизм, каде се организираат социопати да се убиваат меѓусебно на улица за исполнување на воајеристичкото задоволство на милионскиот аудиториум. Майлс се заплеткува во таа игра, будејќи се еден ден со вградени пиштоли во рацете и непријателка која од градот прави модерен колосеум во кој двајцата гладијатори ќе се борат до смрт, а при тоа мора да ја спаси саканата од заробеништвото на организаторите на смртоносното гладијаторство. Централната идеја на филмот, замислата која е двигател на дејствието, е биомеханичкото имплантирање на пиштолите во рацете на Майлс, кај што тој станува сајберпанковски воин во реалистична видеоигра, во која нема екстра животи кога ќе почнат истрелите. Затоа има кокаин кој дава енергија. Пред недоброволната операција, тој тоне во апатичното секојдневие, незадоволен од животните изгледи и бара излез од монотонијата, но не очекува дека неговата желба ќе му се исполни на сметка на многу други животи. Неговиот опонент, Никс, глумена од Самара Вивинг, е маниакална убијка која сака да излезе од налудничавото убивање на противниците во потрага по спокојот, со кој би ги излечила незините душевни рани, која е сродна на изглед со Харли Квин. Прекумерното насилство набрзо ескалира и се карикатуризира, добива димензии на логиката на анимираните филмови, па затоа треба да се гледа на истрелите и експлозиите како на пресметки на ликови од Луни Тунс. Режисерот знае да го успори дејствието како во Дедпул или пак да дозволи да прскаат фонтани на крв како во филмовите на Тарантино. Меѓутоа, најсилен печат во филмот остава манипулирањето со ротирањето на камерата околу ликовите, кое знае да биде зашеметувачки, но исто така и повеќе од потребно за доловување на нивната изгубеност во овој суров свет, впрегнати во прангиите на злото. Своевидно, филмот прокламира и силен коментар против интернет троловите и луѓето кои се ирџиски уживаат во туѓата агонија и страдање на ескапизмот од реалноста, продуцирајќи токсична интернет средина, која можеше подетелно да се отцрни во досегот на филмот. Најсмешните ситуации доаѓаат од секојдневната употреба на сраснатите пиштоли, кои како во добрите видеоигри имаат лимитирана муниција, но тешко е да се оди во WC со нив или пак да се ѕвони на мобилен телефон, идеја која режисерот и сценарист на филмот максимално ја искористува и истражува. Не може да се очекува префината длабочина од карактерите, ниту пак продуховени диалози, туку ќе добиете физичка глума и хумористични фрази кои имаат потенцијал да станат мимови. Тука филмот не е претенциозен и го искористува тоа што го ветува, неприкосновената забава, возење на автомобил без кочници на удолница. Даниел Редклиф, исто како Роберт Патисон, се обидуваат да се надминат еден со друг во играта кој ќе се нафати да глуми во поблесав филм. Даниел го имаше одлично Swiss Army Man, Патисон полуде во The Lighthouse, па да не остане пократок Хари Потер, му врати на звездата на Twilight со овој налудничав филм. За пофалба е храброста, за согласноста да го носи овој филм во своите раце, давајќи и легитимитет на абсурдната премиса. Самара Вивинг не е ништо понаивна, иако таа минатите години на својот грб носеше одлични жанровски филмови како Ready or Not и Mayhem, смела и посветена глума од двете актерски звезди. Електронската музика на Енис Ротхоф е добре дојдена во филмот, затоа што успева да ги засили и без тоа насилните сцени во кои никој живот не е поштеден. Изборот на Cypress Hill и Dead or Alive беше сосема доволен да почнам да ги подпевнувам песните додека леташе крв насекаде. Германскиот кинематографер Штефан Чилпек максимално ја искористува во своја полза дигитализацијата на филмската индустрија, работејќи на филмови како Russian Ark и Антихрист, меѓутоа спретноста за адаптирањето на неонуар акциониот филм доаѓа од искуството
на адаптирање на Дред. Сатурираните сини и виолетови светла доаѓаат до израз во интериерите, кои во друг филм би биле артифицијални и непотребни, но тука се подлога за пренесување на стриповските позадини со помош на филмскиот јазик, а продукцијскиот дизајнер на серијата Ash vs Evil Dead знае во каков руиниран свет да ги зароби потрошливите ликови. Филмот е снимен на Red Monstro во 8K. Режисерот Джейсон Ли Хауден не само што умее да се справи со визуелните ефекти, па само уверено да прикаже незапирливо крвопролевање и луцидно ротирање на камерата, тој има преостанато полни шлепери со хумор од металската хорор комедија Deadgasm, кои чекаат на граница да бидат истурени во овој филм, во кој наменски користи геймерски вокабулар, со оглед на тоа што главниот лик е геймер и логиката на видеоигрите е ставена во преден план на акционите секвенции кои ги има во изобилие, задржувајќи го вниманието од првиот до последниот кадар на симбиозата на филмскиот јазик и јазикот на видеоигрите, кои некаде се вплотени, а некаде се диспропорционални. Nerve имаше обид да го доближи светот до видеоигрите, како што тоа беше намера на Gamer, Scott Pilgrim vs. The World и Ready Player One, од кои само Hardcore Henry успеа во тој подвиг. Близок е филмот со абсурдното населство во The Purge Mad Max и безпоштедниот свет на Blood Drive, со енергија на која може да и подзавиди Crank, со негативци налик тие од Suicide Squad, но не е толку виртуозно оркестриран, например, како The Raid, а сепак се доближува до палп естетиката на стрип адаптациите на Polar и Officer Downy, останувајќи верен на спротивставувањето на противниците во Терминатор и Робокоп, претворајќи се во модерен Running Man со Кроненбергови пиштоли. Моите колеги, критичарите, се сомневам дека ќе бидат добронамерни со нивните рецензии во поглед на филмот, затоа пак гледачите ќе бидат презадоволни и ќе уживаат во адреналинот преточен во филмскиот јазик. Судено му е на филмот, исто како и на Deadgasm, да станат култни остварувања, кои ќе го добијат своето заслужено внимание и почит во иднина. Денешната ароганција и препотенција многумина ќе ги спречи во уживањето во делото. Тие што имаат смисла за хумор и треш естетика и не бараат длабински солуции за сите проблеми во светот, ќе уживаат во ова урнебесно крвопролевање на филмската видеоигра. Останатите може да го заобиколат делото кое содржи лик кој се противи на правење на бесцелни игри, додека и самиот не заврши во таков дедмеч, доктрина за сатиризирање на проблемот во кој се претвора, која начално може да се примени и на самиот филм. Филмот својата премиера ја имаше на правото место, филмскиот фестивал за народот, односно во Торонто, а потоа играше на жанровскиот Fantastic Fest, Sitges и Торино, пред Lionsgate да го дистрибуира филмот на дигиталните платформи. Бескрупулозниот жанровски филм содржи несопирлива акција, вбризгана со адреналин и хумор по секој истрел, затоа што луцидната идеја на која се базира филмот нуди толку многу поигрување со неа што нема доволно време во оваа видеоигра за да може да се изиграат сите нивоа. Естетиката на кичот му дава шарм, а прекумерното насилство е чекор напред за акциониот филм. Ако морам да го еволуирам, тогаш Guns Akimbo од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 115-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!